Денис Асанов на денешното судење се изјасни за невин за убиството на Борјанка Николова. Дали се чувствувате за виновен? Апсолутно не. Не се чувствувате? Апсолутно не. Милиарда %. Добро. Не се чувствувам за виновен апсолутно. Зошто не се чувствувате? Бидејќи сакате да кажете не сте го сториле делото? Видите, како може некој да дојде светок, кој не е видел никогаш у моја куќа? Не, добро. Сега ве прашувам за вината. Сваќате ли? Дали сте крив или не сте? Апсолутно не се чувствувам виновен. Бидејќи не сте го сториле, сакате да кажете делото? Бидејќи не сте го извршили убиството? Не, апсолутно не. Бидејќи не сум го извршил убиството. Да добри човек не е лесно. Обвинителството ги покрена обвиненијата на родово базирано насилство фемицид и стои цврсто дека обвинетиот го сторил убиството. Е подигнато на ниво на родово базирано насилство, секое прекршување на одредбите за право на живот. Точка. Токму такво грубо прекршување на овие одредби и вршење на фемицид, односно убиство на жена, само затоа што е жена, и вршење на родово базирано насилство, сторува тука присутниот обвинетиот Денис Асанов од Штип. Точка. Основно јавно обвинителство Штип спроведе обемна истражна постапка во која се обезбедија вербални и материјални докази, преку чие изведување овој судски совет ќе има можност да увиди и да се убеди дека тука присутниот Денис извршил кривично дело убиство. И тоа 5 ребра од десната страна и 3 ребра од левата страна. Крварење во меѓуребрената мускулатура и надмечување на белодробното ткиво, кое предизвикало нарушување на виталната функција на белите дробови, односно дишењето, пошто со остар предмет нож и ја пресекол главата и нозете, од кој повреди настапила смрт кај оштетената. Па главата и нозете ги сотлил на непознато место, а трупот го закопал во дворот од куќата. Додека застапникот на обвинението ги читаше доказите и начинот на кој го има извршено убиството, обвинетиот Денис покажа ноншалантност и запрепастувачка комоција на судењето. Денис, шо е Смешно ми е, Денис, нешто? Нас не е смешно, но никој. Да се насмеем и ние, ќе ни кажеш ли? Шо е смешно? Застапникот на обвинетиот, адвокатот Елизабета Панова, тврди дека со аргументи ќе ја докаже невиноста на Асанов. Во текот на оваа постапка ќе докажеме дека обвинетиот Денис не ги сторил действијата кои му се ставаат на товар преку изведување на сите предложени докази од страна на застапникот на обвинението, а во подкрепа на нашата одбрана го предлагаме за распит обвинетиот Денис Асанов, како и се приклучуваме кон предлогот за распит на предложените вешти лица од страна на застапникот на обвинението.
На судењето сведочеше сестрата на убиената Дона Огњанова, која кажа дека последен пат Борјанка ја видела на 30 септември лани. Тогаш таа излегла од нејзиниот дом и не се вратила. Неколку дена подоцна Дона започнала да ја бара во Штип, но и кај нејзини роднини во Виница и Радовиш. Нејзиниот братанец ја информирал дека ја видел кај обвинетиот, кој пред судот денеска тврдеше дека Борјанка му украла пари и облека и избегла. На 24 октомври Дона, нејзината сестра, ја пријавила во полиција за исчезната. Судењето продолжува на 18 овој месец со распит на вешти медицински лица.